Кучиња скитници се почесто можат да се забележат во опасна близина на Скопјани. Глутници масовно се појавуваат во скопските населби, неретко се агресивни и напаѓаат случајни минувачи. Статистиките на МВР одат во правец на потврда на поплаките на граѓаните, дека се почесто станува опасно да се излезе на улица. Во последните 3 месеци на територијата на Скопје, 189 граѓани пријавиле дека биле нападнати од куче скитник, а најалармантно е во општините Газибаба и Аеродром со 46, односно 39 пријави. Мислењата на граѓаните се поделени. За едни кучињата предизвикуваат страв при секоја прошетка, а за други, овие животни заслужуваат заштита и хуманост. Дел бараат нивно одстранување од скопските улици, а други пак сметаат дека проблемот не е во кучињата, туку во надлежните институции. Имаме, ама моментално сега како што гледаме, лаат, ама нека сат моје мислење и тие сака да живеат. Мислам така, не треба да се убиват. Па институциите треба да преземат нешто, за скитниците треба да ги лечат тие. Мислам дека треба да се згрижат. Општината треба да има центри за да се згрижат тие кучиња, зашто сепак сме луѓе и треба да бидеме поихумани према нив. Не, никогаш не мислам. Не напаѓале воопшто. Од ЈП Лајка велат дека причината за појавата на глутниците е тоа што масовно и организирано со комбиња се носат кучињата од други градови и се истовараат во општините во Скопје. Тие ќе поднесат пријава до Министерството за внатрешни работи за да се преземат посериозни мерки, бидејќи јавното претпријатие нема доволно капацитети за да ги згрижи сите кучиња. Станува збор за нестерилизирани и необележани кучиња, што јасно укажува дека ова не може да биде природен прираст, туку насилна дислокација. Јасно и одговорно тврдиме дека станува збор за организирано внесување кучиња, затоа што Лајка нема оставено, ниту пак има испуштено ваква бројка нестерилизирани и необележани животни на ниту една локација во Скопје. Од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди исто така тврдат дека се работи за организирано внесување на кучиња на територијата на град Скопје. Тие апелираат до МВР и јавното обвинителство да спроведат истрага проследа на суитни мерки и казни за сторителите. Бараме измена на законската рамка. Поднесовме конкретни предлози за измени на Законот за заштита и благосостојба на животните, со кој бараме најстрого регулирање на сопствеништвото на кучиња, како и предлог измени на кривичниот законник со кој напуштањето миленик, суровоста и предизвикувањето општа опасност ќе се третираат како кривични дела, по примерот на Република Хрватска. Викендов во општина Карпош била донесена глутница од над 20 кучиња кои не се чипирани и стерилизирани. Од нив досега се заловени 19 кучиња, но екипите продолжуваат да работат за да ги разбијат глутниците и да ги чипираат кучињата. Од Анима Мунди велат дека на терен биле пронајдени и кучиња со ушни маркици од Република Албанија, што создава сомнежи за прекуграничен транспорт на животните.